Почитувани гледачи, вие сте со саботното издание на регионалните вести. Во нив ќе гледате. На Штуловиот универзитет во Тетово презентирани годинешните апсолвенти. На манифестацијата присутна и Мила Царовска. Гостивар ги сумираше резултатите од проектот Јакнење на општинските совети. Тетовски раскази, емотивно дело со низа пораки на тетовецот Зоран Стојановски. Уште една генерација ги заврши студиите на Штуловиот универзитет во Тетово. На свечената манифестација гости беа и министерката за образование и наука Мила Царовска и председателот на собранието Талат Џафери. Уште една генерација успешно ги заврши студиите на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово. Апсолвентите денес пред своите семејства беа презентирани на свечена манифестација. Како што истакна ректорот професор доктор Абдулменав Беџети, тие се стекнале со потребните вештини за на пазарот на трудот. Покрај теоретските и фундаменталните знаења, вие стекнавте и специјални вештини кои се најпотребни и најпобарани на пазарот на трудот. Од IT вештини, статистички вештини, јазични, комуникацијски и други практични знаења кои ве прават различни на пазарот на трудот. Не е случајно што според евиденциите на Центарот за кариера во Универзитетот на Југоисточна Европа во првата година од дипломирањето 70% од студентите наши се вработуваат. Тоа е токму поради оваа структура и начинот како ние тоа го правиме. На свечената манифестација присуствува и председателот на собранието Талат Џафери и министерката за образование и наука Мила Царовска. Сите кои сме денеска присутни на оваа денешна церемонија, имаме можност да споделиме задоволство и да присвоиме дел од радоста на студентите кои што денеска дипломираат во оваа академска, специфична, но убава 2020-2021 година. И ги добиваат дипломите што значат потврда на нивниот труд и заложба да станат академски граѓани, кои се надевам дека ќе продолжат да живеат и работат овде, во својата родна земја, а стекнатото знаење ќе го искористат максимално да ги постигнат личните цели и со тоа ќе помогнат на севкупниот општествен и економски напредок на нашата земја. Да не заборавам да напоменам дека овие дипломи се и потврда на макотрпноста на наставниот кадар на овој универзитет, кој е најмногу заслужен за спремноста на оваа, но и на многу претходни и се надевам следни генерации студенти да бидат учесници, па и креатори и лидери на општествените процеси и текови. Најдобрите студенти изразија благодарност за укажаната можност за квалитетно образование и поддршка. Најпрво би сакала да ја искористам оваа прилика да им се заблагодарам на нашите професори за нивната посветеност. Стекнатото знаење на овој универзитет е бесценето и ќе ни отвори многу врати во иднина. Исто така, сакам да се заблагодарам на нашите родители за се што направија за нас. Ви благодарам во мое име и во име на сите студенти за безусловната љубов и поддршка која ни ја пруживте за време на студирањето. Манифестацијата се состоеше од презентација на апсолвентите, како и музичко-забавен дел. Штуловиот универзитет секоја година бележи одлични резултати во поглед на академското усовршување на студентите од сите факултети кои ги нуди универзитетот. Оваа година ќе има само јунски уписен рок за упис на ученици во средните училишта. Во понеделник започнува првото пријавување, кој ќе трае 3 дена, додека второто ќе се врши на 23, 24 и 25, а третото на 30 јуни. 2093 ученика од општина Тетово кои завршија основно училиште треба да одлучат каде ќе го продолжат своето образование. Во сите средни училишта пријавувањето и запишувањето на учениците ќе се врши во еден уписен рок со 3 пријавувања во месец јуни. Првото пријавување е на 14, 15 и 16 јуни, додека квалификационото тестирање ќе се организира на 21 јуни. Во нашите училишта ги имаме сите потребни образовни профили или пак сите можни образовни профили кои што се во
образовниот систем на Република Северна Македонија, така да еден ученик од Тетово неа потреба да оди да се запише во некој друг град за тоа што нема некој образовен профил кој што функционира во Тетово. Сите средни училишта имаат соодветни критериуми за упис на ученици во прва година. За упис во средното медицинско училиште во медицинските образовни профили се потребни 70 поени за упис. Во гимназиите и во економското училиште потребни се по 60 поени за упис, додека пак во средно-стручните училишта за упис се потребни зависни од образовниот профил од 40 до 60 поени. Новина е тоа што ова година функционира Центарот за средно-стручно, регионалниот центар за средно-стручно образование во Тетово, каде што и таму се сите потребни образовни профили кои што ќе биде регионален центар. 9 оделенците ќе можат да се пријават за упис во средно училиште и на 23, 24 и 25 јуни, а квалификационото тестирање за второто пријавување ќе се организира на 26 јуни. Третото пријавување и запишување на ученици пак ќе се врши на 30 јуни. Учениците со себе треба да ги понесат следниве документи: пријава за запишување, оригинални сведителства од 6 до 9 оделение, дипломи од надпревари и извод од матичната книга на родените. Гостивар ги сумираше резултатите од проектот Јакнење на општинските совети, преку кој се реализираше спортско-рекреативниот центар покрај Вардар. Центарот беше избран за приоритетен од учесниците во форумските сесии, кои се покажаа како погоден механизам да се слушне гласот на граѓаните. Реализацијата на спортско-рекреативниот центар покрај Вардар во Гостивар може да послужи за добар пример на граѓанско учество во креирањето на буџетот на локалната самоуправа. Центарот беше избран за приоритетен од учесниците во повеќе форумски сесии, на кои групи граѓани изнесуваа своји предлог проекти. Ваквите сесии се покажаа како погоден механизам да се слушне гласот на граѓаните. Целата процедура се спроведе преку програма финансирана од Швајцарската агенција за развој и соработка. Учесниците и поддржувачите ги сумираа резултатите, а дискутираа и за останатите предлози и можноста да се изнајдат средства за нивно спроведување. Од другите барања и од другите приоритетни проекти, значи од во 4 форумски сесии, за нивните барања си имаме некои од барањата или од тие проекти кои се спроведуваат и се во тек на имплементација. Едниот од проектите, значаен проект кој беше предвиден од форумските сесии, беше кровот во основното училиште во Чегране. Овој проект е изготвен, техничката документација е доставен до Министерството за образование и сме во тек на имплементација на истиот. Другите барања, другите приоритети кои беа изгласани исто така во форумските сесии, се во тек на реализација или некои од проектите ќе се спроведува во наредниот период. Мислењето и потребите на граѓаните мора да се согледаат и локалната самоуправа ќе продолжи со организирање на буџетски форуми, на кои гостиварци ќе даваат предлози за тоа како и каде да се инвестираат парите од буџетот на општината, вели Османи. Сигурно дека граѓаните секогаш си имаат право на тоа да избират што е приоритет на општината. Форумските сесии, форумот на заедницата се одржува секоја година во општина Гостивар. Ние си имаме буџетски форуми, но поради пандемијата немавме такви можности минатата година да организираме. Ние ќе спроведуваме и понатаму, значи буџетски форуми, ќе дадеме приоритет на граѓаните да избират дел од буџетските средства на општина Гостивар да се спроведуваат или да се одредуваат од страна на граѓаните. Инаку за спортско-рекреативниот центар на шеталиштето крај Вардар беа издвоени 50.000 евра од Швајцарската агенција и 200.000 од општина Гостивар. Тетовски раскази е дело на тетовецот Зоран Стојановски, кој умешно успева да раскажува за човековите судбини и вистинските вредности кои во модерното време се, како што вели тој, превртени. Неговата книга е вистински емотивен запис кој содржи 60 раскази.
60 раскази за другарството, меѓуетничкиот соживот, обезличувањето на култните места и институции, човечките судбини, се спакувани во книгата Тетовски раскази на тетовецот Зоран Стојановски, кој на лирско умешен начин пренесува низа пораки и приказни. Стојановски е писател, дипломиран психолог, форензичар, каратист и карате тренер, кој проявил талент за пишување уште од 10 годишна возраст. Со нас подели како дошло до креирањето на неговото дело Тетовски раскази. Идејата за книгата Тетовски раскази воопшто не беше моја или некоја моја одлука да седнам и да напишам Тетовски раскази. Туку таа се наметна некако под притисок во позитивна смисла на зборот од оние што ме читаја на Facebook и кои што препознае дека голем дел од моите написи се фактички тетовски раскази и дека добро би било и мора да се објават. Така да таа идеја е и на една Маја Китановска од Германија, тетовчанка која што живее во Германија, на Воислав Стојановиќ од Канада, на Нена од Канада, не знам, на Роза Хурст од Англија, на Павлина Пејковска од Скопје, на Сонја Кочовска од Тетово и така натаму. И така се дојде до мотивот за да се напишат овие раскази кои што се 60 на број во 5 циклуси, станува збор за краток расказ. Стојановски ни објасни кои тематики се застапени во расказите. Зборуваат за 5 категории на вредности. Прво, вредноста на детството, детската игра, смија, комуникација меѓуетничка, посебно заедничка игра и комуникација, вредности кои што ги имаше ко такви при крајот на 20 век. А денес се извитоперени во играње игрици на мобилен, компјутер, лаптоп и така натаму, што деструктивно влијае и на кој начин тоа го има во расказите. Второ, зборувам за институции кои што некогаш имале моќ да споделуваат вредности посебно кај младите, при што под институција тука не подразбирам само установи со хиерархија, класична, директор, работен и така надаму, туку институција представуваше и Тетовското корзо, и Тетовскиот спортски центар, и кровот на детската градинка Младост, од која што се слушаа звуците на Едина моја теби пјевам ја, што надоаѓа од кај домот на ЈНА, чија што бавча беше институција и така натаму. И сето тоа беше дом, Тетово го правеше дом за сите. Наспроти вредностите денеска, каде што домот се префрлил во штабот, па се создали Унија на млади сили, форум на жени и така натаму, и сето во ред доколку не ги превртиле премногу вредностите. За тоа се зборува за вредноста на поедини луѓе, нивната емпатија и алтруизам и обавезно уз тоа трагичната судбина по поедини луѓе кои што ги подводиле тие испревртени вредности. Понатаму неминовно за меѓуетничко Тетово, за ламњата од Тетово, затоа и пораката до албанецот тука, до сите мои другари од детството, меѓутоа и приказната, тоест текстот за Санела која што е ромка и која што трагично го завршува својот живот на улиците на Тетово и додека умира пее една песна, која ќе се прочита во расказите. И на крај, како 5 циклуси посебни вредности, вредноста на традицијата, на пишаниот збор на дијалект, како Долкон Кирил Печиновиќ, кој што прв пишувал на македонски народен говор, и како код скриен кој што е во борба против сите пропаганди кои што се осекогаш ги имало и мощне засилени актуелни денеска и на патриаршијата и екзархијата. Меѓутоа, она е заветот кој што може нам да ни помогне во тоа истакнување на јазикот. Така да овие 5 групи на вредности се како 5 прсти на една рака која што е функционална, се затвора во топаница и е штит непробиен против неправите извитоперените вредности, за разлика од калканделен или пробиениот штит, како што е второто име за Тетово. Сите кои се заинтересирани за книгата може да се обратат на Стојановски преку неговиот Facebook профил и да побараат примерок. Потребни се повеќе културни настани во Тетово. По рестриктивните мерки граѓаните сакаат да се дружат, да гледаат филмови и театарски представи.
Тетовци желни за културни настани по периодот на карантини и по големи рестриктивни мерки. Тоа го покажа и големата заинтересираност за филмскиот фестивал Watch Out, кој овие 4 дена се одржува во Тетово. Токму проекциите на филмовите и работилниците беа можност за меѓусебни дружби и комуникација. Просторот беше полн со млади луѓе, имаше луѓе што дојдоа и надвор од Тетово, значи видов луѓе од Скопје, од Куманово, па и од соседни држави. Така да ова е показател дека градот, посебно младата групација на градот, се желни и жедни за физички пак да се сретнат, да се видат. Значи, самиот филм, ние во Лоја не го гледаме као класичен медиум, каде што се прикажува филмот од една страна и друга страна седи публиката, некогаш јаде нешто, после си бегат. Тука е простор за да се зближуваат, да се разменуваат идеи, да се зблизат луѓе, да се запознаат културите. 28-годишната волонтерка Хана Краус од Германија во рамки на фестивалот организираше работилница на тема како се презентира полот во филмовите и сериите, што беше уште една можност за дискусија помеѓу учесниците. I think that oftentimes we take in a lot of information. We are like Јас мислам дека често сме пасивни гледачи на филмовите и не се прашуваме каква слика се прикажува и како тоа влијае врз нашето однесување и нашиот став за прашањето за полот. Потребни се повеќе културни настани во Тетово за градот да го посетуваат и туристи. Многу мал број иде у Тетово ради некој, не знам, културна знаменитост, нешто убаво да се гледа, или идат за некоја бизнис работа да си купуваат нешто и да си бегат. Значи, градот нема многу понуда за да некој надвор од градот доаѓа во градот за нешто друго. Мислим дека фестивалот Watch Out сега го става градот во едно друго ниво. Има луѓе кои идат за некој културен настан во градот. И се надеваме дека овој модел ќе се прошири и дека Тетово ќе биде во мапата на луѓето кои сакат да се движат и за нешто убаво. Инаку во периодот што следи има убави настани кои што тетовци можат да ги проследат. Најавени се премиери на театарски представи и балетски перформанси. По олабавувањето на мерките и планинарските тури ќе бидат отворени за поголем број на планинари. Од планинарскиот клуб Љуботен од Тетово велат дека продолжуваат со редовните активности од својата агенда. Со редовно исполнување на календарските активности, планинарскиот клуб Љуботен ќе продолжи и со планинарските тури, кои се дел од годишната агенда на клубот. Бидејќи рестриктивните мерки се олабавени, планинарите ќе можат во поголем број да уживаат во природните убавини на Шарпланина. И досега немало прекин на нивните активности, но тие се одвивале според утврдените протоколи и интерно. Нели конечно после 1 јуни олабавување на мерките кои што беа нели со ковид ситуацијата, ние ги продолжуваме активностите како што и до сега клубот ги правил. Ние го имавме календарот и минатата година и оваа година имавме календар, но сепак тоа се работеше на интерно ниво. За членовите на клубот немаше отворени активности затоа што и не смеевте и последното искачување на Титоров помина нели така, иако беше ден пред олабавување на мерките, но сепак од сега натака се ќе биде нели почнуваме со овој прв 19 јуни прв настан, а потоа нели по календар на активности кој што може да се види на веб страната и на Facebook страните на клубот, може да секој кој што е заинтересиран да се приклучи и на тие отворени кои што се настани да присуствува и да ужива во убавините на Шар. Сите заинтересирани може да ги следат активностите на клубот на нивната веб страница или на социјалните мрежи и да се приклучат на планинарските тури, на кои секогаш има придружба од искусни планинарски водичи. Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието и имајте пријатен викенд.